Видовме метеж на граничните премини, имаме секако голем број на граѓани кои што ќе патуваат и денеска. Статистиките во однос на сообраќајните незгоди се за нас обичните граѓани загрижувачки. Ќе видиме дали имаме зголемување или намалување во однос на минатите години. А сите овие информации утрово ги добивам благодарение на Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, кој што ни пристигнува во студиото 3 на Македонската телевизија. Дејан, добро утро. Прв пат се гледаме вака овде во студио. Добре ни дојде. Ова студио, да, прв пат го гледам, ново е. Со среќа да си го користите. Благодарам. Имаме многу информации кои што сакам да ги споделиме со граѓаните ова утро. Ајде прво да направиме некако споредба статистички. Во однос на сообраќајните незгоди 2023 е како последна година со предходните. Имаме зголемен број или намалување на бројот на незгоди? Па за прв пат откако ги се мерат овие бројки на страдани, односно загинати последниве 15 години, имаме мало зголемување во однос на 2022, значи 127 во 2023-та загинати низ целата држава зборувам на годишно ниво, предходната беше 124, имаме за три живота зголемени, може статистички не изгледа нешто големо, но е големо зголемување, бидејќи секој еден живот е вреден, така да и еден да е на годишно ниво е трагедија за неговото семејство, за најблиските и сите оние кои го познаваат, кои ја познаваат таа жртва. Значи имаме едно зголемување, ќе потсетам ние од 2013 како што се води таа статистика, имавме од 199 се намали до 116, до 127, и имавме намалување континуирано изминатите години, но еве оваа 2023 зборувам, бидејќи се мери за 2024 ќе знаеме 2025 во март колку било. Значи имаме едно зголемување што само укажува дека и покрај апелите, кампањите и сето она што го правиме ние во Советот, во нашиот партнер МВР, Сообраќајната полиција, медиумите, пред се Македонската телевизија, но и другите медиуми, од кои имаме поддршка за сите овие кампањи, успеваме да го намалиме бројот, да кажеме, со нашите апели, со нашите преземања мерки на теренот од аспект на агитирање, советување и сето она, но сепак еве изминатата година мора да се констатира дека имаме мало зголемување на бројот на жртви. Не вознемири информацијата изминативе денови за загината македонка во Солун, па и ве уште еднаш на патот кон своето веројатно место каде што ќе летува. Па ова е веројатно добар момент уште еднаш да потсетиме на што треба да внимаваат граѓаните. Се чека долго на граничните премини, се изморуваат возачите, се прави нервоза, голем стрес знае да биде и патувањето. Заморот е најголемата причина за сообраќајните несреќи, особено во летните месеци. Значи, покрај оние три најсериозни, би рекол, прекршици кои секогаш завршуваат со трагедија, тоа е употреба на алкохол, возење со неприлагодена брзина и непочитување на правилата и прописите на теренот и сообраќајната сигнализација, значи брзина, алкохол и непочитување на овие правила и прописи, е и заморот. Летната кампања ние секоја година ја правиме, вие сте сведоци, бидејќи Македонската телевизија ни дава секојаш простор да ја презентираме. Летната кампања многумина, знаеш, учесници во сообраќај, па и ние самите имаме некоја навика, зимно време, мразови, магли, снег и сето она, и се агитира за условите на патот, да некако летно време како да се потценува, но статистички гледано летото е уште и летните горештини се уште поопасни за учество во сообраќај. Зошто? Бидејќи зголемената температура влијае директно на здравјето на луѓето. Второ, во летните месеци има поголема фреквенција на сообраќај на патиштата низ Македонија, значи особено од Табановце до Богородица, каде што нели има и транзит, но има и луѓе кои одат. Ние како Републички совет агитираме секоја година, препорачуваме првин заморот. Заморот е најголема причина, една од најголемите причини ќе кажам, значи ако ги тргнеме дека нема да тргнете на пат под дејство на алкохол или нема да почитувате правила и прописи, заморот се препорачува на 2 часа да се одмара барем 20 на минути. Кога сте во возилата, новите возила, нели сите имаат клима уред, таа разлика помеѓу
помеѓу температурата внатре и надвор треба да се почитува и повторно ќе кажам да се процени кога да се тргне и како да се тргне и не по секоја цена да се тргне на пат, бидејќи еве видовме и вчера какви беа временските услови, знаевме дека ќе има некакво невреме, зато велам и зато ние одиме на таа варијанта да се подигне јавната свест и сообраќајната култура. Не морате по секоја цена да тргате. Ако веќе сте тргнале, почитувајте ги правилата и прописите. Одите на подалечна дестинација. Јас знам дека постои фама кај особено нашиот народ, особено кај машката популација. Јасно ми е дека што е тоа 3 часа возење у еден дах ќе го извозам и се. Немате потреба, возете час и пол, 2, одмарајте 20 на минути, кафе, одморете некаков напиток, вода пред се, бидејќи нели жештините се големи и не ги подценувате го рештините, бидејќи и медицински, а веројатно имате такви гости кои се од областа на медицината, да ќе ви објаснат колку вие го рештини може да влијат врз вашата психофизичка состојба да реагирате за некакви несакани случувања за време на пат. Одговорноста на долго патување е голема, исто така е одговорноста голема и на кратко патување. Тука сакаме еден апел да упатиме до сите оние кои што се движат до своето работно место, до велосипедистите, до оние кои што управуваат со тротинети под еднакво ризична категорија. И кон нив се однесува оваа летна кампања, знаете што, и пешаците, и велосипедистите, и овие новиве технологии, као што е електричен тротинет. И сето тоа, знаете, во 15 часот, кога температурата е 40, вие да се возикате со велосипед, или да одите пешки да преминувате по дестинација некоја за пешак подолга, е неодговорно. Ако вас температурата ви е 36 со 6-7, а надвор е 40, вашето тело со што се бори? Се бори да го разлади, бидејќи 3 степени е потопло надвор од што телесната температура. Тоа влијае и кај здрави луѓе може да дојде до некакви несакани последици. Омамени се луѓето, нели од температурата, нервозни се луѓето, бидејќи се качува крвниот притисок, не е моје да зборувам, но сето тоа влијае врз вашата психосоматска состојба дека учествувате во сообраќај. Дали сте пешак, дали сте велосипедист, мотоциклист, возач на автобус или не знам што, не е важно. Зато велам, јавна свест и сообраќајна култура, овдека е свеста. Зошто да тргнам у 4 часот, у 16 часот ако не морам? Луѓето што се враќаат од работа. Да, но затоа властите секогаш имаат портокалов аларм, црвен аларм, не се движите, ослободени се бремени жени, болни луѓе, постари луѓе и сето тоа. На крајот на краиштата и вие самите треба да кажете, види, ја не можам денеска да останам подолго ваму и ваму, бидејќи не можам да се вратам у 16 часот, топло ми е, се гушам и сето тоа. Сето тоа влијае врз мене, врз вас, и ако се сретнеме на случајно на сообраќај, да бидеме здрави и свесни што правиме. Бидејќи сведоци сме дека сообраќајот е опасен, дека не бира партија, род, религија, класен статус, туку еден миг може да направи трагедија. Некои од гледачите можеби ќе кажат, па секоја сезона го слушаме истото, веројатно ништо научивме, доколку правиме некаква промена во статистиката, еден живот да поштедиме, значи дека сме успеале во целава приказна. Знаете што, многумина ќе кажат, велам, во право сте, но мораме и ние да им кажеме, бидејќи да, но ние сме сведоци дека да, овој секоја година зборува овој или они апелираат, ама па истите грешки ги има, па возат под дејство на алкохол, па возат со неприлагодена брзина, па не почитуваат правила, прописи, сообраќајна сигнализација, па се вози у едно возење од тука до летувалиштата, дал се во Грција, дал се во Албанија, дал се во Црна Гора. Значи, тавтологијава може само да биде продуктивна, а не контрапродуктивна. Се надевам дека ќе биде така. Благодарам за денешното гостување и информации во утринската програма. Ние остануваме во контакт и се разбира се и тоа што ќе биде нова. Да, имаме летна кампања, ние како совет, бидејќи овие го рештиле малце како порано да фатија, но ние секоја година имаме на наплатни рампи, на патиштава низ државата, имаме пунктови каде што на возачите им даваме ладна вода, флаери нормално ги подсетиме што прават, но пред се ладна вода да се освежат, да застанат, да запрат, малце да земат душа, бидејќи
жештиниве, колку да имате клима уред во вашиот скап и нов автомобил, сепак вие сте истиот оној што би возел и стара кола и било каква. Човечкиот фактор е главен фактор, ако се земе во предвид дека се друго е како што треба во возилото. Така да, заморот е најголемата причина за собраќајќи летно време и затоа почитувајте го, бидете одморени, одмарајте, не брзајте нигде, тогаш ќе стигнете. Апсолутно, благодарам за гостувањето во Благодарам на вас. на утро.